Добар ден, денеска се наоѓаме во градот Адијаман и голем поздрав до сите слушатели и гледачи на Гласот на Америка. Републичкиот тим за заштита и спасување пристигна во средата вечер во градот Адијаман на барање на турската влада преку амбасадата на Република Турција во градот Скопје. По барањето веднаш се упативме да дојдеме во градот Адијаман, каде што патувањето траеше околу 30 часа. Веднаш по пристигање во градот Адијаман имавме првичен состанок со цивилната заштита на Република Турција АФАТ, каде што ги добивме и конкретните насоки што и точно каде треба да работиме. Денеска сме тука во Адијаман и ова не е четврта локација на која работиме кога сме пристигнати. Нашите тимови неуморно работат во смени, значи нема прекинување додека се одмараме, нонстоп имаме екипи на терен кои што работат. Градот е доста разрушен, со големи проблеми, електричната енергија, гасот, вода, атмосферска и фекална канализација се во застој во поголем дел во градот. Исто патувањето преку до Адијаман исто и вистински предизвик, бидејќи доста од патот е и уништен. Исто така сакам да информирам јавноста дека тука менаџирањето на процесите одат во добра насока, меѓутоа со голем предизвик, бидејќи не само земјотресот го зафати градот Адијаман, туку зафати други 13 града каде што менаџирањето и изгрижувањето на населението во градовите е многу тешко да се изгрижат, бидејќи и минусните температури допринесуваат за тоа. Републичкиот тим за заштита и спасување од урнатини е составен од пожарникари од градот Струмица, градот Тетово и волонтерите од Битола, Пробиштип и Крива Паланка. Овој тим го сочинуваат Републичкиот тим за заштита и спасување од урнатини, кој што се обично се испраќа на меѓународни мисии во региони каде што се зафатени од земјотреси. Населението тука е во голем број афектирано од овој земјотрес, буквално и да нема зграда која што нема оштетување. Меѓутоа, да работиме онака како што ни се дадени насоките, во постојан контакт сме со цивилната заштита на Република Турција или АФАТ. Нашето сместување тука е во шатори, сместени сме во турскиот петролеум. Они ни овозможија дел каде што може да ги поставиме нашите шатори, така да во сменско работење едни одмарат, едни работат на терен, колку што дава и фронтот за работа, бидејќи може да видите и од видеото дека сите згради каде што во моментов работиме се целосно или делумно разрушени, така да бараме знаци на живот секаде, надежта дека ќе најдеме преживеан се уште останува кај нас. Работиме неуморно, па ќе кажам, иако условите за работа не се добри, нормално се случи катастрофален земјотрес, така да ние како Републички тим за заштита и спасување остануваме тука во Република Турција се додека е потребно. На крај само да изразам сочувство до целокупното турско население кое што е афектирано од овој земјотрес кој што ги изгубија своите најблиски, а исто сакам да изразам и сочувство до нашиот турски народ кој што живи во Република Северна Македонија. Ви благодарам, пријатно.